Точно е 17 часот. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Слободна Македонија. Секој вторник во 17 часот оди емисијата Вертикала со Никола Србов. Тоа сум јас, уредник и водител на оваа емисија. Како и 30 на дена наназад, така и денеска пред владата на Република Македонија се собира народот кој го изразува својот револт против тиранската платформа која беше прифатена од страна на Социјалдемократскиот сојуз и господинот Зоран Заев и врз основ на истата бара да биде формирана влада во Република Македонија. Во контекст и на тиранската платформа и сето она што ни се случува денеска во државата, очекувам во секој момент да ми пристигне како гостин Цветин Чилиманов, мојот соборец од граѓанската иницијатива Стоп операција Сорос. Ќе проанализираме дел од истрагите кои доаѓаат од Соединетите Американски држави, поточно од Вашингтон, колку до сега, колку што ги избројавме и ги собравме, станува збор за 5 истраги. Прилично интересни, кои се покренати од голем број на сенатори, конгресмени, влијателни луѓе во американската политика, кои испратија барање до Тилерсон со цел да се покрени истрага во Република Македонија околу американската амбасада, пред се околу амбасадорот Джейс Бејли, истрага да се види како тој работел во амбасадата и дали злоупотребило финансиски средства на американските даночни обврзници во Република Македонија, поддржувајќи една политичка партија и вмешувајќи се во политиката во државата, нешто што е недозволиво за еден дипломат. Помеѓу тие истраги се наоѓа истрагата на Judicial Watch, станува збор, Цветин ќе ни објасни подоцна малку по конкретно околу оваа организација, подетално станува збор за многу сериозна и моќна организација во која членуваат или од која се дел многу добри правници или многу стручни лица правници од Соединетите Американски држави и оваа организација покренува истраги во САД кои се однесуваат на Белата куќа, на Стейт Департментот или на Конгресот или било која друга институција во Соединетите Американски држави и пред се занимава со транспарентноста на институциите во Америка, но најмногу се вклучува кога постојат индици дека има некаква злоупотреба на службената положба, злоупотреба на институциите, а посебно злоупотреба на финансиски средства од даночните обврзници на Соединетите Американски држави, нешто што е случај кај токму кај нас во Република Македонија. Денеска деновиве провеува една информација дека господинот Джейс Бејли бил повикан во Вашингтон на испитување или на не знаеме што точно станува збор, тоа ќе видиме во наредниот период. Од амбасадата официјално вела дека Бејли заминал за да обави некои тековни работи, дипломатски тековни работи, но некои други информации вела дека Джейс Бејли бил повикан со цел да биде испрашуван за случајот со неговата работа во Република Македонија. Во секој момент го очекуваме да пристигне Цветин Чилиманов. Во меѓувреме ќе одиме со една кратка пауза и штом дојде Цветин се враќаме назад во емисијата со нашата анализа за оваа недела. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во Вертикала. Цветин Чилиманов туку што пристигна. Здраво, Цветин. Здраво, туку што се дотркалав на точак.
има надвор, веќе се собира се повеќе и повеќе народ кои даваат јасно и гласно кажуваат не за тиранската платформа која сака да спроведе Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз во Република Македонија. Денови во парламентот на Република Македонија се одвива овие 2 дена жестока битка околу тоа прашање, но тука ќе зборуваме за нешто сосема друго, но на крајот можеби ќе дојдеме до заклучок дека тоа е главниот НЗС за сето она што ни се случува во државата. Прво би те прашал што прави Джес Бейли во Вашингтон? Пее. Солфеж. Дали мислиш дека го е под некаква истрага, одговара или се останува на она што официјално го кажа од Не, он е амбасада? под повеќе истраги, и сега, знаеш, јасно е дека во Вашингтон се води жестока битка меѓу старата администрација и новата. Јасно е дека трансферот на власт од Обама до Трамп не оди така мазно доколку воопшто оди. Јасно е дека старите структури, полициски, параполициски, разузнавачки, медиумски и дипломатски структури Deep state. си има, да, значи тој израз ни се смеа кога го користавме тука, го користавме инспирирани од Турција, по пучот во Турција и после на Турција што и се случува, еве сега отворено се користи во Америка, длабока држава. Значи коренети разузнавачи кај нас тоа би била разузнавачите во УБК, кои што работат за Верушевски, иако номинално ВМРО е на власт, дипломатската служба која што работи за СДСМ, иако номинално ВМРО е на власт, УКИМ професорите кои што работат за проекти на Сорос, иако номинално земаат пари од државата, МАНУ која што никаде ја нема, вработени во разни служби во администрацијата кои што работат за партијата што ги ставила таму, иако на ВМРО му се калеми дека ја контролирал администрацијата, гледаме дека длабоката држава сепак одработува и испорачува за нив и дипломатскиот кор во Македонија, кој што е дел од таа структура на СДСМ. Во САД гледаме дека секој ден се водат војни меѓу новата администрација и остатоците од старата, се подметнуваат информации во медиуми блиски до левата опција, до демократите против Трамп, секој ден му наоѓаат некој нов скандал, кој што доаѓаат од разузнавачките служби до таму што некој од неговите поддржувачи дури го повикуваат да мобилизира војска и со војската да се влезе во седиштата на ЦИА и на НСА, значи со армиска единица, со бригада, батальон, не знам, да се запленат компјутерите и да се види кој од вработените во ЦИА и во НСА го прислушкувал Трамп, неговите советници, тоа веќе не е спорно дека биле прислушкувани. Излези во јавност веќе. Да, во текот на кампањата дека биле снимани, наводно нели еве ќе снимаме некој странски државјанин за кој што знаеме дека често комуницира со човек од кругот на Трамп што не е интересен. Снимајќи го странскиот државјанин зашто не е потребен некој специјален налог, го прислушкуваме што зборува и човекот близок до Трамп. Иако се размени нека информација во врска со активностите предизборни на Трамп, агентот на НСА и ЦИА ги пренесува до кампањата на Хилари Клинтон. Јасно е дека има отпор во САД. Во Стейт департментот на Джес Бейли имаше отпорот, доби дури и формална форма, да речеме. Ние во Македонија се смеев еднаш кога два пати кога искучија текнува синдикатот на МНР. Со печатна грешка. Да, со печатна грешка, со транспарент, напишан од супругот на Мирјана Најчовска, кој што е никаков дипломат во МНР, кој што сите ги прави кецароши, посебно ВМРО-вците, а низиниот маж не знае да напише транспарент. Дипломатска. Дипломатска. Така нешто беше. Да, и искучија со соопштение го скара Себастијан Курц како смел да дојде на митинг на ВМРО. Така. Дипломатите од МНР. Во американското МНР, каде што и Бейли, околу 1500 амбасадори, заменици амбасадори, дипломати од разни нива се потпишаа на петиција против Трамп, против една од одлуките на Трамп. И сега гледате која е таа дрскост и која е таа безобразие. Сега ти се вработил во службата на САД, дипломатската служба. Ги браниш интересите на надворешната политика на САД. Надворешната политика не е прашање на гласање и на демократија внатре во службата. Избран е преседател, преседателот ја одредува надворешната политика. Ако ти се допаѓа, имплементираш. Ако не ти се допаѓа, имаш опција да дадеш отказ. И дел од нив беа доблесни, си даде отказ, поголем дел беа избркани. Но 1500 дипломати практично одат на работа секој ден во Стейт департментот, ги спроведуваат политиките на преседателот Обама, си имаат подпишано на документ во кој што велат дека не се согласуваат со политиките на Трамп, но не си одат. Не даваат отказ.
Значи јас сега кога ме тераш ти сега да дојдам тука на во ова радио, ја не сакам, не се согласувам со уредувачката политика на Радио Слободна Македонија, ми идете на нерви, не ми се допаѓате, ама ја имам емисија. И не си одам, јас си ја водам. Сумек има еден човек уствари таков тука. Значи може да се покрене вака кога земеме саме ме потсети, значи судирот кој се одвива помеѓу левицата и десницата на светско ниво. Јас си кажав и минатиот пат дека ваков судир не сме видели уште од времето на шпанската граѓанска војна, идеолошки судир, која беше претходница на Втората светска војна. Значи можеме да заклучиме дека левицата е всушност внатре во институциите, а десницата е нормалниот народ. Нормалниот народ, но е надвор по улиците. Десницата е нормалниот народ, луѓето што работат на село, луѓето што работат во градежништво, во фабрики, што си имаат своји бизниси, што си бркаат своја работа, имаат семејства, плаќаат даноци. Левицата е во невладините, администрацијата, факултетите, МАНУ, полицијата очигледно, дипломатските служби. И значи буквално Джейс Бейли и 1500 негови значи, колеги вршат бел штрајк. Они си водат своја надворешна политика и игнорираат политиката на председателот Трамп, кој што пак од своја страна ги игнорира нив. Не им дава инструкции, ги оставаа да висат. Но тоа оди на штета на Соединетите Американски држави, нивната политика во светски рамки. Да се вратиме на нашава работа со стоп операција Сорос. Така. Изминатиот период се покрена отприлика 5 истраги. Така. За работата на Джейс Бейли во Република Македонија и неговата поврзаност како ги прелева средствата на УСАИД преку фондацијата Отворено општество Македонија. Една од тие 5 истраги, можеме да ги сите поединечно да ги образложиме, е онаа на Judicial Watch. Така. Која прилично јас како што го гледав соопштението е најдетална и бараат прилично многу детални информации од амбасадата во Република Македонија да им се предадат. Judicial Watch е една крволучна организација составена од адвокати кои што ги плаќаат специјално за тоа, да бараат грешки, проблеми, пропусти во работата на администрацијата, на власта, знаат да се навртат и на републиканците, например, они имаат барано од го имаат тужено председателот Буш да објави кој све влегувал кај него, записникот од кај секретарката, кој влегувал во Белата куќа и имал пристап до овалната канцеларија, за да откријат дали еден сомнителен лобист влегол кај него. Но генерално се конзервативна организација и имаат тужена Хилари Клинтон и Обама за голем број високопрофилни случаи во кои што имаат докажано дека Обама има злоупотребувано службата за собирање на даноци, да напаѓа десничари. Клинтон каде била и што правела во време на нападот врз Бенгази. Имаат тужено Стейт департментот повеќе пати за мејловите на Хилари Клинтон, така да они се специјализирани. Станува збор за сериозна организација која се бави со многу сериозни случаи. Многу високи случаи, многу големи скандали кои што се покренати во САД се покренати преку нив и во моментот тие го тужат, односно се уште не го тужат, во моментот со арно, со добро бараат информации од Стейт департментот и од USAID, но кога нема да ги добијат тие информации, претпоставам дека нема да ги добијат, ќе ги тужат. И меѓу другото ќе бараат да ги добијат. Интернет пораките на Джейс Бейли, неговите заменици, македонските дипломати или македонските државјани што работат во амбасадата и да проверат дали некој од нив бил во комуникација со Фондацијата Отворено општество и со клонови на Милчин на Фондацијата Отворено општество, бидејќи ако веќе им давале милионски суми, дојдовме до суми од десетици милиони годишно што им се даваат на овие организации, значи ќе мора да се провери дали тука имало договор од типот. Слушај, денеска објавуваме конкурс за грант, бидете спремни со документацијата, вие први да аплицирате, вас да ви го дадеме грантот, бидејќи премногу е сумнително како тоа сите грантови за развој на демократија и граѓанско општество, правам, нели, знак на наводници тука во радио, не можат да ме видат слушателите, како сите тие грантови за демократија оделе во џебовите на Милчин, оделе во невладината на Џорџ Сорос во Македонија, како ниту една друга организација во Македонија не се нашла кадарна да спроведе грант од американската амбасада или од USAID. Извини, знаеш нова јас каков одговор добив од мисијата на еден представник од мисијата на Европската унија. Тој јас нова добив одговор дали другите организации знаат воопшто да аплицираат.
дали имате доволно обука. Значи, можеме да дојдеме до еден заклучок, окей, на Европската унија и се унифицирани апликациите во сите држави. Но можеме ли да дојдеме до некаков заклучок дека амбасадата на САД во Македонија за проектите на USAID прави некои специфични барања со цел кој може воопшто да учествува да аплицира за да ги добие тие проекти и дали тие барања се поклопуваат само со дел од овие пролевичарски невладени организации. Го има и тоа, значи дефинитивно го има и тоа, дека имаат стандардите се поставени толку високо само Сорос да може да ги достигне. Например, ќе ти бараат 200 невладина што се бави со медиуми 5 години, а тоа 3 години да речеме да менаџира буџетот 200.000 евра. Практично и го цртаат ликот на Филип Стојановски, викаат дека само Метаморфозис може да аплицира. Само Метаморфозис може да го добие тој грант. Не постои друга таква организација во Македонија. Значи јасно е дека тендерите се местени, но да речеме ви кога веќе ќе го додадат на една левичарска организација, можат меѓу другото да бараат од неа во имплементирање на тој проект да вклучи искусни луѓе од сите страни на идеолошкиот спектар, да каже, слушај, викни ги овие 5 луѓе, ма викни и 5 луѓе што ќе мислат различно, пимете вистинска дебата. А не 10 луѓе да ме викнеш кои што сите исто мислите. Очигледно дека тоа не е било направено. Очигледно е дека грантовите на USAID вредни десетици милиони долари годишно се местени да ги добиваат Сорос и на нив сродни организации и дека има координација меѓу Сорос и СДСМ, тоа исто така не е никаква тајна во Македонија. Има заедничка коалиција. Да. Граѓаните за Македонија, црно на бело подпишана 70 невладени организации кои влегува во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз и правеа протест пред владата на Република Македонија. Не е толку проблемот, јас според мене, што мислам е проблем, но не би бил толку проблем што тие финансии се доделувани на левичарски организации, колку што е проблемот што тие организации тие средства ги користеле во постојат индици дека ги користеле во политички цели. Значи нашата граѓанска иницијатива со операција Сорос, како што знаеш и самиот, сега збориме меѓу себе, нели? Дојдовме нели до информации од мештани во помали градови, каде што алармираат дека тие невладени организации као што е КХАМ во Делчево, чинам дека беше, дека делеле големи не знам, канти со сирење, вреќи со брашно, погласачи со представници на СДСМ, со представници со кандидат за пратеник од Социјалдемократскиот сојуз, значи тоа е сериозна злоупотреба на финансиски средства во политичка кампања на една партија. Кога USAID ќе даде 10.000, 20.000 евра во мало место како Ресен, Делчево, тоа веднаш се дознава, луѓето веднаш знаат кој ги земат тие пари. Тие 10.000 евра имаат влијание во толку мало место. Може да купат 1000 гласови, например, што е доволно да се наместат изборите. Да се наместат. Токму така. Во односнова, сега имаме испратена порака до државниот секретар на Соединетите Американски држави, кој е повикан да се позанимава малку со Џорџ Сорос, со Бейли, со неговата соработка со Џорџ Сорос во Република Македонија. Малку да го објасниме овој момент. Да, постои посебна истражна служба во рамки на Стеј департментот, тоа е една од тие околу 5 истраги кои што паралелно се водат. Постои истрага на Конгресот, постои истрага на општата ревизорска служба на САД, Government Accountability Office. Постои овој повик од сенаторите до државниот секретар Рекс Тилерсон да се занимава со ова прашање, он може да ангажира внатрешна интерна ревизорска служба и постои барањето на Judicial Watch да се спроведе истрага, можеби заборавам некоја. Во секој случај, Джейс Бейли во наредниве месеци, ако не е години, ќе одговара на разни прашања од разни истраги, адвокати, ќе објаснува зошто давал пари на Џорџ Сорос. Интересно е што се интернационализира истрагата. Нашите пријатели од Република Албанија се ангажираат исто така. Исто така имаат пострадано доста од активистички левичарски амбасадори именувани од Обама. И овие денови и тие бараат поддршка од медиуми кои што ја поддржува Македонија во овие барања, а ги имаше доста од конгресмени, а ги имаше доста и тие упатуваат апели и пораки до Стеј департментот. Неколку претходни истраги кои што се водени за Израел или за Кенија исто така се актуализираат во овој контекст. Спомната е Јужна Америка, поголем број јужноамерикански држави во денешниот коментар
на фондацијата Heritage истрагата ќе биде насочена и кон Колумбија, каде што со помош на Џорџ Сорос се правел обиди во мејнстримот, во политичкиот мејнстрим да влезе терористичка организација, марксистичка организација, ФАРК. Така да, методите се исти, да речеме, кога имав таа шанса, кога пропатувавме малку низ Балканот со колеги од Контрабанда, со Александар Русјаков и Борис Дамовски, кои што сега се заслужни за оваа музика што ја слушаме во позадината пред прозорецот на Радио Слободна Македонија. Кога одавме низ неколку држави, низ Србија, Хрватска, Унгарија, буквално ист тип на луѓе гледавме од двете страни. Ист тип на левичарски, уличарски организатори со никакви патки или не знам какви символични протести против урбани проекти за развој на нешто, протестираат против власта. Истите се финансирани од сомнителни олигарси, какви што имаат паралела и во Македонија. Американскиот амбасадор во Унгарија излегува на тие протести, божам случајно. Божам наивно некој медиум бара од амбасадата да каже дали е вистина дека му одземале визата на некој политичар од десната партија што е на власт, па амбасадата као, знаете, извинете, не смееме да коментираме, значи истите методи за дискредитација тука што ги вршат и таму. Истите типови на извештаи за слобода на медиуми и судство, кои што во време на Обама крајно беа партизирани и политизирани, да се напаѓаат десни влади, да се бранат леви влади, ги има во Албанија, ги има во Унгарија, ги има во Црна Гора, ги има во Србија, ги има во Хрватска. Тоа дека идеолошкиот судир се комплетира на секаде. Од едната страна имаме унифицирани левичари кои целиот тип на пропаганда и делување им унифициран од страна на Џорџ Сорос, и од другата страна е народот кој влегува во десницата. Малку изместено. Левицата стана елитистичка, која седи во фотели, а десницава седи надвор по улици. 50-60 години го имате израз црвена буржуазија, тие со 44-та година се... Ова ние овдека во Македонија, го имаме тој израз. Но ова се измести веќе во САД и во Западна Европа. Цела Европа. Левицата е елитистичка која седи во фотели, додека десницата нешто што се коси со самите поими. Поранишните работнички движења во Франција, во Холандија гласаат за Вилдерс и за Лепен, например. Буквално се гледа на мапа каде губат гласови социјалистите, добиваат националистичкиве движења или десницата, а да речеме левицата го надополнува тоа што го губи кај работничката класа, го надополнува со малцинство. И затоа е таа кампања меѓу другото да се отворат границите, бидејќи да речеме во Германија социјалдемократите сметаат на турскиот глас или на курдскиот глас, иако се скарани меѓу себе. Во Британија социјалдемократите, Labour Party, смета на пакистанскиот, индискиот глас, затоа се борат за отворени граници. Една од кампањите на Џорџ Сорос преку Македонија, една од причините што е заинтересиран за нас е да биде отворена границата на Европа, да влегуваат што е можно повеќе имигранти, сметајќи дека за 5 години ќе гласаат и ќе се надополни левичарскиот дефицит кај домашното население, што некогаш гласало за социјалдемократите, социјалистите, ама сега сваќа дека нема што да бара во таа партија. Си увезува ново гласачко тело, си прави ново гласачко тело, бидејќи како го губи старото, си увезува преку ова ново гласачко. Бертолд Брехт, ако народот не ни се допаѓа, да увеземе нов. Да си донесеме нов. Океј, Цетин, дали мислиш дека цела оваа ситуација во Македонија пред се со платформата можеме да ја на крајот да ја покриеме со Џорџ Сорос и неговата конекција, ако ја ставиме со Заев, со Еди Рама и со останати структури на Балканот? Тие дефинитивно беа иницијалната капесла и знаете тука модус, можеби сега да речем, јас повеќе настапувам идеолошки во приказниви, во се гледам идеолошка заднина, но сметам дека дури етничките моменти што ги бараат им се второстепени, да речем, они ќе искористат етничка поделба, ќе направат демографска проценка на одзив и кога спремат политичката порака, ќе направат проценка македонци, албанци, роми, турци и така натаму, но главно им е да биде лева партија на власт, не им е главно да е албанска партија. Колатерално можеби ќе предизвикаат и конфликт, можеби ќе предизвикаат и федерализација и кантонизација, но на добар дел од луѓе што доаѓаат тука во Македонија, од странство и на домашниве активисти, главно им е да биде социјалдемократска партија на власт, а меѓу другото тоа е една од главните работи со што ги турка и од Вашингтон до вчера, буквално додека Обама беше на власт. Јасно е дека администрацијата на Обама туркаше леви влади да доаѓаат на власт и го извади ножот
на десните и буквално ги сечеше десните каде може. Тоа што колатерално може да направат етничка катастрофа на Балканот, да го потпалат Балканов, како да не им беше гајле. Бидејќи видовме како револуциите што ги почна низ Блискиот исток завршија, Така. но се работи за група идеолози кои што се туркаат платформа идеолошка и газати преку мртви тела за да ја реализираат. Јасно е дека Еди Рама е еден од клучните регионални социјалистички водачи во кого многу инвестирани преку Џорџ Сорос. Јасно е дека... Значи можеме да најдеме НЗС. Па не, жена му на Еди Рама, нели видовме дека имплементира едниот од поголемите проекти на 9,5 милиони евра ги додели од USAID од преку Џорџ USAID Сорос. во Македонија. Да. Каде е во целава приказна Европската унија? Колкава е нејзината моќ? Дали им воопшто некаков фактор или е само предмет за кој го месат истокот и западот? Па без Америка прашање колку е фактор. Меѓу себе се поделени на разни групи. Веќе не се ни две групи лево и десно, туку се повеќе. Јасно е дека, да речеме, социјалистичките движења кои го поддржуваат СДСМ, тука е пред се Могерини, владата на Ренци во Италија. Германија, да речеме, го поддржуваше СДСМ, иако конзервативци се на власт, но знаеш, таму е широка коалиција и сега на Меркел и конвенира да не се мешаат у битни работи социјалдемокративе, која веќе морала да ги прими во коалиција, им го дава Министерството за надворешни работи. Како резултат на тоа, ние добиваме амбасадори тука што се социјалисти, што те напаѓаат исто како Германија да е под власт на социјалдемократи, а уште... Значи, тоа е политика на дел на дел од владеачката гарнитура во Германија, не на целата власт. Па не е на целата власт, се разбира. Значи тоа Германија која германскиот амбасадор, да кажеме, што дава поддршка на Социјалдемократскиот сојуз, дали е само дел од гарнитурата која е на власт во Германија, а не е политика на целата целата власт? Делом се должи на тоа што амбасадата тука е окупирана од домашни кадри кои што се партиски исповрзани, што се жени на некој од СДСМ, а дел се должи на тоа што Министерството за надворешни работи на Германија беше под раководство на социјалдемократите. Идентична ситуација има во Холандија, каде е номинално на власт либерално конзервативна десна влада, но пак е широка коалиција. Социјалдемократите го имаат Министерството за надворешни. Имавме ситуација Бернт Коендерс, министерот за надворешни на Холандија, практично да сними предизборен видеоспот во поддршка на СДСМ. Иако на власт номинално во Холандија се, да речеме, ВМРО-вците, да речеме. На десницата што? Да, либерално десни. Океј. А човекот им сними спот. И сега, знаеш, не можеме ние да ги издвоиме. Кога веќе американскиот амбасадор ја турка таа политика тука, му се лепат околу него британскиот нормално дека ќе се залепи. Иако таму конзервативците се на власт. Сега има, можеби во најбизарна ситуација се британската дипломатија, која дури и не турка во Европска унија да влеземе, сами излегуваат. Имаат министер за излегување од ЕУ. Те молам за Британија на кратко. Една од најинтересните нешта. Дали Британија можеме да очекуваме во наредниот период да биде мостот на политиката на Соединетите американски држави во Европа? Па не знам, значи во оваа конфузија, значи мене ми се многу конфузен. Значи имаш во Британија имаш министер за излегување од ЕУ. И потоа нас не доаѓа во Македонија министер за Европа, кој што нас не вика ние да влеземе во ЕУ. И дури британски новинари им пишуваат на амбасадорот, чекај сега полека, мислам, дружам. Мислам, малце го претеравме, стварно го претеравме. Сега ние искачаме и викаме на други да влезат. Значи, Сега косиме политиката што ја водиме дома. Јас би бил пресреќен Британија да почне да води своја самостојна надворешна политика, која што ќе биде залабава Европска унија, ама ево, очигледно гледаме дека тој круг на амбасадори во Скопје и тие политики што ги туркаат униформно под раководство на Бели, се уште не е разбиен. Иако да речеме еден од клучните неговата држава во меѓувреме излегува дел. Гледаме дека Бели не сме веќе толку гласно да зборува, да му се даде мандат на Заев, но се уште не е престанат тој притисок врз Македонија од преостанатите амбасадори тука. Значи тука сите. Дали можеме да ги лоцираме точките Вашингтон, Лондон, Будимпешта, Анкара?
Значи, дефинитивно во Европската унија поделбата е таква што вишеградските земји и Австрија, кои што најпогодени се најдоа, како од притисок од Брисел, внатре им се мешаат дома во внатрешни работи, така и од бегалската криза застануваат зад ВМРО, зад десницата. Останува да се надеваме дека Британија поскоро ќе најде заеднички еден глас, бидејќи во моментов зборува повеќе гласови. Дури, например, министерот кој што не дојде во Скопје да испрати порака за да се даде мандат на Зоран Заев, мислам дека имаше меѓуредови, имаше порака за проширување на ЕУ. Човекот е во отворен конфликт со неговиот шеф, со министерот за надворешни, со Борис Џонсон. Да му ги читат изјавите во медиумите, луѓе, сол се прават меѓу себе. А идовме заменик министер на другиот. Сега додека седевме надвор меѓу народов кој веќе замина на кеј Штабот на СДСМ мислам денес. Па да, денес име таа маршрутата. Еден не праша што може да направи Европска унија во целава ситуација во Република Македонија и дали може да стави некакво ембарго трговско. Дали мислиш дека унијата има моќ да донесе таква одлука или секоја држава посебно ќе се одлучува за себе, како дали ќе се работува со Македонија? Може да го намалат нивото на дипломатски средби, кој што и сега не е многу високо и не гледам дека имаме некоја голема корист од тоа. Ако помалце доаѓаат тука да ни се мешаат, дотолку подобро. Нешто, ќе процениме наредната недела се очекува висока посета од Европската унија и ќе процениме како еволуира сигналот, бидејќи постојат повеќе, да речеме, центри на решавање. Едно е комисијата, едно е, да речеме, дипломатската надворешната служба на ЕУ, која што ни ја прати оваа порака да му дадеме мандат на Заев. Неа ја води Федерика Могерини, која што беше министер за надворешни работи на Матео Ренци, кој што е социјалистичкиот премиер поранешен на Италија, за кого се смета дека е главниот дел од чадорот, главниот поддржувач. Нормално е дека Могерини ќе има таква порака. Могерини, меѓу другото, ни најави дека ќе разговара на Европскиот совет прво со министрите за надворешни, па потоа на советот со шефовите на држави и влади. И рече, во понеделник зборам со министрите, во четврток зборам со целиот совет. И јас и Ромашков во понеделник, во вторник чекав изјава некаква од таму, немаше ништо. Ајде, викаме, во четврток може би ќе дискутираат за нас. Четврток, петок, сабота, ја не слушнав да имаше изјава на сите шефови на држави на влади и сите премиери и преседатели на Европа дека стојат зад Могерини. Гледаме дека после тоа се дојде гладко покана за Груевски да се појави на Малта на средба со на средба со лидерите на десните движења, така да очигледно дека не е нешто баш под некој ембарго и под некако. Можеме да заклучиме дека Берлин е Берлин, Париз е Париз, Лондон е Лондон, а сите овие не се Брисел. И посебно Варшава е Варшава и посебно особено Будимпешта е Будимпешта, да не изборуваме не да Боже да дојде до тоа дека Москва е Москва и дека Анкара си Анкара. Така да не да Боже да мораме да одиме, нели, и тие да треба да се прашаат, не верувам дека ќе дојдеме до тој степен. Туку одиме со кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Се враќаме назад во Вертикала, гостин е Светин Чилиманов. Одиме со уште една последна тема за денешнава емисија. Денеска Антонио Милошовски на пресконференција даде најава за документ кој го спрема ВМРО ДПМН, кој претходно го најави председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски. Како ќе го искоментираш накратко оваа пресконференција на Антонио Милошовски и тоа што изнесе во неја? Јасно е дека ВМРО ДПМН ги контролира улиците. Јасно е дека има доволно гласови во собранието да блокира се. Значи, тотално закочи избор на влада, избор на спикер, значи може доколку не соработува, до сега ВМРО беше единствена партија што не окучеше работењето, политичко функционирање на собранието, јасно е дека може да ги искористат тие механизми. Сепак од ВМРО ДПМН се очекува да биде одговорна партија и да се грижи за прекратување на оваа криза
И гледаме дека во моментов, нели, председателот на партијата е на средба со европските лидери во Малта, а пред малку неодамна беше подпредседателот на партијата Никола Поповски и Никола Тодоров беа во Вашингтон. При што Поповски имаше средби со американскиот државен секретар, си имаа средби и во Белата куќа, значи беше остварен првиот и директен личен тет-а-тет контакт со администрацијата на Трамп. Значи јасно е дека ВМРО ДПМН овој пат озбилно ги има побарано, нели, и има образложено ситуацијата и ги има предложено и представено своите ставови. Овие денови тие ставови ќе бидат ставени на хартија и ќе бидат предложени пред собранието. Колку што, нели, навести Милошовски денес, една од клучните точки е да не се дозволи странски држави, странски влади да се мешаат во решавање на работите во Македонија, туку тоа да се го решиме самите ние, македонци, албанци и сите други заедно. И јасно е дека, нели, контролата над ситуацијата си уште ја држи ВМРО ДПМН и дека овие шарени лаги кои што се ги замислува за во главата дека од надвор Могерини ќе го направи премиер, дека ќе има санкции, интервенции, дека тоа нема да се случи. Случајно неговата наводна поддршка видовме дека не личи на ништо или целосно се распадна. Не е доволна за да направи ваков преврат. Откако ги гледаат улиците, значи да речеме ако на изборите СДСМ кај македонските гласачи, сега не зборувам за албанските гласачи, кои што за прв пат во историјата на прилично необичен начин се определија за СДСМ во одреден процент, кај македонските гласачи СДСМ загуби 4:3 приближно. Анкетите сега покажуваат дека по прифакањето на тиранската платформа од страна на СДСМ, оваа бројка оди кон 5:3. Невозможно е во Македонија се формира влада за која што до толку нема поддршка кај мнозинското население, а се намерачила да се нафаќа на прашање како што се име, знаме, химна, извинување на геноцид, значи болни емотивни прашања, да речеме, а тоа да го прави партија која што толку губи кај македонските гласачи што малку работава 2:1 дека губи. Значи без малку 2:1 губи. Така да анкетите навистина покажуваат дека СДСМ, ако некој му веруваше претходно дека навистина се бори за правда, за демократија, за 30.000 плата. Да, јасно е дека сега подпишале меници кај странски партнери за менување на име, обезличување на државата, подпишале меници кај албански кој знае какви све структури и параструктури за територијални отстапки кон албанците, што може да не турнат во катастрофална војна во која што ќе страдаат и албанците, и македонците, и сите измеѓу. Така да народот веќе јасно му и се буди од таа 2-годишна шашма што му беше направена. Јасно е дека ВМРО ДПМН го контролира теренот и јасно е дека меѓународната поддршка драматично е променета од моментот кога оваа криза почна во 2015, а богами драматично е променета и од денот кога беа изборите. Значи се менува ден во ден и тоа во полза на ВМРО ДПМН. Така да овие блокади во собранието покажуваат дека, нели, може да дојде до блокада, може да се придружиме на Босна, да се придружиме на Црна Гора, таква состојба, Албанија, утре Србија, па може Бугарија да бидат во форма на блокирано собрание, на нефункционална држава. Нели, пред се Босна е спомнувана тука, но одговорност на ВМРО ДПМН е тоа да не се случи. Одговорност на другите партии е да не се занесуваат дека со 30.000 гласови на зијадин села дека е некаков фактор или не знам дека можат да редефинираат државата со 50.000 гласови кои ги добила на избори, не знам, една општина у Скопје. Мора да го признаат теренскиот, нели, бројчаната победа на ВМРО ДПМН и да сватат дека ако сакаме да излеземе сите од тука без дополнително влошување на состојбата и не да боже вмешување на некои фактори кои што не сме сакале да бидат вмешани во Македонија, не сакаме да бидат вмешани, дека оваа криза мора да се прекрати, но дека мислам дека тој Али Ахмети го навести дека тоа не може да се случи без ВМРО ДПМН да пресече и да ги постави правилата. И да учествува во решение, на крајот на краишта во некакво решение.
Океј, а тука само би заклучил дека полезно е за Македонија што токму ВМРО ДПМН што остана единствената политичка партија која е столбот на македонците и воопшто на оваа држава. Денеска има поддршка за Соединените американски држави и за прв пат мислам имаме директна комуникација со Вашингтон, поточно ВМРО ДПМН има директна комуникација од каде пристигнуваат за нас многу добри пораки. Цветин, ти благодарам што ја прифати поканата, што беше гостин во денешната емисија. Почитувани, вие бевте на фреквенција на Радио Слободна Македонија. Ова беше емисијата Вертикала, уредник и водител Никола Србов. Датум на емитување 28 март 2017 година. Поздрав! Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.